3 нови случаи на западно-нилска треска потврдени изминатото деноноќие. Сите се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести и според лекарите состојбата им е стабилна. Еден од нив поради симптомите прво бил згрижен на неврологија, но поради позитивноста на еден од тестовите за Вестнайл вирусот е префрлен за да биде под надзор на инфектолози. За сега 8 заразени има на инфективна, од кои 76 годишниот скопјанец се уште е во критична состојба на одделот за интензивно лекување. Сите се повозрастни пациенти и најголем број од нив заразата ја добиле во земјата. Ке видиме спрема препораките има пирањето на случаите дали ќе треба да се прави дополнително прскање од земја. Така што Институтот за јавно здраве и Комисијата за заразни болести работи на мапирање на случаите и ќе се преземат дополнителни мерки. До сега, колку што знам, само еден случај од Велес. Чекаме да видиме каква е епидемиолошката анкета таму, за да видиме каква е поврзаноста. Според епидемиолозите, заразата што ја пренесува инфициран комарец, кај 80% од граѓаните не дава никакви симптоми, а околу 20% имаат лесна клиничка слика. Само 1% може да имаат воспаление на мозокот што предвидува и болничка хоспитализација, како што се и сите регистрирани случаи во земјата овој период. Као овие пациенти се прават претраги по повеќе методи на повеќе места, значи ликвор, секрети и други тестови. Годинава има еден вид експанзија на вектор преносливи болести во земјата. Освен 11 потврдени случаи на западно-нилска треска, има регистрирано и 4 со маларија, 3 со денга и 1 кај кој беше потврдена зика. И сите поминале со болнички третман. Сања Димитровска, Сител телевизија.